почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите. Наместо свеж кадар, реформи и фокус на напредок, Филипче по насока на неговиот ментор Заев го постави Александар Трајановски за потпредседател на партијата. Ова именување е уште една потврда дека Заев и натаму ги држи конците во СДС и ја води партијата од сенка. Филипче со ова покажува дека не му е важен напредокот на СДС. Тој избира кандидат кој ги загуби локалните избори, но истовремено е близок до него и до неговиот ментор Заев. Јавноста добро ги памети нивните летувања на скапите грчки плажи, уживајќи во ултралуксузната јахта на Заев. Со ова се докажува дека ова трио не го интересира народот, туку луксузот. СДС со истите луѓе, како Заев, Ковачевски и Филипче, продолжува да тоне во бездната. И наместо да се реформира и да се освежи, тие ставаат повторно кадри кои се продолжеток на Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само доколку Филипче си замине од партијата. Ви благодарам. Повелете со прашање. Има едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО за ПМН за тоа како го коментирате ставот на представниците од правосудство. Благодарам на прашањето. Чест на исклучоци, но добар дел од судството и обвинителството ги интересира само зголемување на платите. Зошто толку бурно не реагираат на тоа што не одговараат на задачите кои ги имаат? Или пак зошто вака не реагираат за оние пријави кои што им стојат во фиоки и со години не решаваат поистите? Ако проблемот е до платите, председателот на владата Мицкоски најави дека ќе има зголемување во ставката за судиите и обвинителите во буџетот и секако дека тие независно ќе си ги раководат со парите. Но да напоменеме, мора да има одговорност за секој потрошен денар. Исто така, ако продолжат по истиот овој терк и граѓаните чекаат 5, можеби некогаш и 10 години за решавање на некаков случај во судството, ние не сме постигнале целта. Така да мора да си ги засукаат ракавите и ја имаат поддршката од народот за истото. Так, и уште едно прашање. Што велите за оставката на Кренар Лога и дали со оваа оставка очекувате зголемување на бројот на пратеници во парламентарното мнозинство? За оставката на поранешниот министер господинот Кренар Лога му посакуваме се најдобро и во животот и во кариерата, меѓутоа со оваа оставка ова е еден чекор на кон тоа партиите кои што се во коалиција со ДУИ во така наречената Национална алијанса за интеграција, дека полека но сигурно се делат и се распаѓаат. А во однос на зголемување на мнозинството во парламентот, не исклучуваме зголемување на бројот на пратеници. Благодарам.